Еве не, во овој дел од студиото, како јас што кажав и веќе си го најавив, мојот драг гостин и долгогодишен мој пријател Дадар. Доволно е само да споменеме Дадар, не мора ништо друго повеќе. Добре ни дојде и добро утро. Добро ве најдов, добро утро на сите и навистина ми е драго што се дружиме повторно. А знаеш на мене колку ми е драго? И на мене посебно верувај. Со оглед на тоа дека толку години се познаваме и еве вака во утринската програма да те имаме за една преубава тема и да ти кажам секоја чест што дојде веќе конечно до една ваква идеја. Меѓутоа јас пред да преминеме на главното, сакам да те прашам како започнува еве утрото за тебе со оглед на тоа дека имаш многу ангажмани во текот на денот. Зависи кој период од неделата или поточно зависи кој ден. Така. Денеска започна на вистина за мене невообичаено рано, бидејќи требаше да се подготвам да сакам да прашам дали сме твој гостин. Меѓутоа обично малце подоцна почнува утрото. Порелаксирано, поопуштено, бидејќи во текот на денот, веќе после 10-11 часот, така. Не очекуваат предизвици, секојдневни обврски точно, со клиенти, со во твоето прекрасно студио. Да. Со пријатна, топла, секогаш атмосфера, но и ти самиот си таков. Внесуваш една секогаш убава енергија. Едноставно таква ти е звездата, како што се вели, нели? Да подсетиме само колку години сме со мејкап артист, колку помина? Веќе искрено и почнав да престанав тоест да бројам. Меѓутоа еве од прилика. 20 на години. 22 може би. 3 веќе. Па толку и се познаваме ние од самите твои почетоци, нели? Да. Сега ова утро сме тука за да разговараме за првата лиценцирана академија за шминка по твое менторство. Ајде сега нешто повеќе за тоа да објасниме и на нашите гледачи. Јас ги повикав затоа што во ова време не следат и повозрастните, па си имаат внуци и така натаму, па ќе пренесат информации сите оние кои што се заинтересирани, како што и ти си бил на времето заинтересиран да шминкаш, па како се учеше на твојата сестра, така? Токму така, тоа сакав да кажам. Во мое време не постоја, значи вакви академии на жал постоја, меѓутоа, нели, мораше да се оди во странство, а тоа беше голем предизвик, посебно за нели млад човек, да не кажам дете. Ја почнав на 14-15 години и некако го поминав потешкиот пат, да кажам. Морав да немаше ни интернет, нажалост. Така да учевме од списанија, од филмови, од музички спотови на MTV. И практикуваше на познатите дома прво. Точно, прво на блиските. Не, најпрво почнав да цртам на очи на тетрадки на книги во школа. Потоа и да ги шминкам помалку, додека не ми се роди желбата да почнам да пробам и на вистинско лице. Така да тука беше мојата сестра, моите братучетки. Како велеше сестра ти, процент ти барам од процент ти барам, а таа како забелја воопшто не сакаше шминка и ден денеска не сака. Така да беше малце предизвикувачки да се вежбам на неизе и најтешко беше да треба да се брише после тоа. А ја откако изгубам цела креативна енергија после 2 часа шминкање, едноставно ме мрзеше да ја отстранам шминката и така. Знаевме се. И еве сме денеска онаму каде што сме. Јас бев сведок, нели сега те бараат од Соединетите Американски држави каде што ќе прават свадба дури за следната година. А тоа е септември 2026, кога слушнав, реков дали е можно од сега да те бараат за да ти закажат за шминка, меѓутоа ти знаеш како да ти работи, најверојатно тебе тоа воопшто ништо не ти е ни. Да, јас го заборев тој момент, сега ми текне дека ми се јави за твои пријатели. Ке се вртат фотографиите оние кои што еве јас ке ги побарам од режија, затоа што ние кога разговаравме забележав дека одат, меѓутоа ајде сега за академијата. Што е она што ние треба да го знаеме, од кога започнуваме, како треба да се пријавиме и така натаму. Бака сега, значи најпрвин оваа академија е за луѓе кои што сакаат да станат професионални шминкери и да се бават со тоа во животот. Значи постои таков концепт и постои уште еден концепт за луѓе кои што сакаат сами да се нашминкаат, да научат за себе. Тоа е индивидуална програма и побрза, но хоби ако сакаме да не биде покрај професијата? Да, апсолутно, значи може да секако може да се научи.
Имам навистина обемна програма. Моето долгогодишно искуство е ставено на лист хартија и може од почеток до крај да се научи се за шминкањето. Што треба само да се прояви интерес и да си имам некоја мала така талент, некоја дарба за цртање? Талент, јас верувам во талент, меѓутоа талентот е многу мал процент, повеќе би рекол дека е тоа желба и интерес, како што кажа ти, и упорност да се научи нешто и да се стигне до еден момент каде што може да се наречеме професионалци. Так. За тоа се академиите, школите, курсевите за шминка. Токму и за тоа е создадена оваа академија за шминка, понатаму ќе биде и за фризери, и за нутриционисти и така натаму, да не објаснувам. Еве колку време трае. Колку време трае, точно. Трае околу 9 до 10 недели. Во програмата има теорија секако, пракса, вежби со мене. Годишна граница немаме, имаме едната група е веќе оформена. Тоа е одлична информација. Оформена едната група. Имаме од 17 до 49 години, што не значи дека... Може и повисоко така. Има и една жена од банка цел живот работела и сака да ја промени својата професија. Секогаш е било желба да биде Знаеш дека некогаш и клучните години се токму и на 50 години да си кажеме сами на себе сакам нешто ново во животот. Зошто и на 50 години да не смениме... Еве како изгледаат девојките кога ги шминкат, да не смениме кариера и да си исполниме некоја наша желба. Не секогаш патот не води нели каде што треба. Ова е нашиот салон, во салонот. Да, ајде да ги искоментираме фотографиите, нека се вртат уште. Ова моментално гледаме тука шампон. Се вика Дадар. А ова што е тука? Ова е нашата слободанче, кое што прекрасно пред многу години ја шминкав многу поредовно и почесто. Сега не може да дојде во 5 часот са бајле, па затоа сама се шминка, иако успешно тоа го правиш. Не, имаме шминкерки во нашата телевизија, да, тука ни се Бидејќи знам дека не обожаваш многу шминка. Не. Ова е салонот, ова е фризерскиот дел. Исто тука ќе се одржуваат и курсевите, значи, сега ова е претворено и во атмосферата, секоја чест, Ова е претворено сега и во една училница. Така да мултифункционален простор. Така. Каролина, ова е на еден од последните спотови подготовки. Да, ја сакам да ги извојам еве поголемите звезди со кои што соработуваш. Во 6 часот са бајле на -10. Тоа беше зимото, прошло. Да. Овие се фотографиите кои што се вртат и за она нели за академијата како да се пријавиме, нели колку време трае. Меѓутоа јас ќе искористам и мислам дека ќе ја погледнеме и Северина тука, ако не се лажам и ако ја имаме. Ја имаме секако. Сега беше баш и предвадена, ја шминкав, да. Таа секогаш кога доаѓа најсигурно и нејзината голема желба е секогаш ти да ја шминкаш и е презадоволна и тоа самата го кажува и зборува на видео. Со задоволство тоа го правам, посебно ми е драга, бидејќи е една навистина таа колку што е голема звезда, толку е и голем човек во смисла има убава душа и некако енергиите ни се поклопуваат и можеби не знам 20 на години соработуваме и секогаш со задоволство го правам тоа. Да. Еве како изгледаат прекрасно секогаш девојките кога ги шминкаш. Не е тука потребна некоја сега како да се изразам, тоа не е реклама, тука едноставно само кажуваме затоа што твоето дело ние го знаеме. Ние сме во години наназад, меѓутоа ете да се вртат некои фотографии колку нели од еве вака од пораните. Ми личи девојкава на за жал сега покојната Марија Радуловиќ на времето. Да, толку е убава, да. Преубава девојка, Марија беше една од најубавите девојки за мене во Македонија. Необично убава, да. Таква и Мартина, толку убава, да. Да, преубава девојка. Еве ја Северина, како ја шминкаме, ова беше, да, предвадена. Преубава, колку само. Таа си е убава, меѓутоа ти секогаш знаеш да го тоа е уметноста кај тебе. Најубавото да се истакне кај човек што го има. Па и шминката е тоа, значи да корективна техника во смисла ако е нешто повеќе да се намали, ако е нешто помалку да се отвори, визуелно да се зголеми, тоа го правиме со помош на контраст, на сенчење, контурирање, истакнување и тоа е една игра со сенки, нијанси, сенки, кога ќе кажам, мислам за засенчување и слично, контури.
И навистина е мојата работа и уживање, еден тип на медитација. Да, ти си имаш Божја дарба, можам слободно така тоа да го кажам. Јас да погледнам само, имаме ние време се уште за разговор и ќе ги искористиме овие 10 минути за академијата. Значи, како дојдовме до идеја? Конечно и добро е што после толку години, затоа што ти си еден веќе толку професионалец на највисоко можно ниво кога се работи за мејкап артист. Меѓутоа, ајде малку околу идејата, дали некој те притисна па ти кажа или пак ти ја даде идејата или како се тоа се роди? Значи, јас од секогаш сум обучувал луѓе за кои професионални интерес шминкери. Меѓутоа, ова е, да кажам, така малце на повисоко ниво, во смисла, нели, со група, со луѓе со кои што ќе соработувам. Тука е морам да поздравам Биле, која што ја бутка целата работа, во однос на формалниот дел, бирократија, документи, бидејќи тоа мене тотално не ми лежи, иако го правам кога морам, секако, нели, нормално, јас сум собственик на фирма, но со потешкотија. Тука Биле ќе ја поздравам многу, која што е моја десна рака. Таа е најпрвен социјален работник, а потоа исто е едукатор, обучувач на возрастни. Така и ние сме акредитирани. Кога ќе се заврши академијата, се добива државен сертификат, кој што е интернационално признат и е навистина потребен за, дали ќе отвориме салон во Македонија или во странство. Значи, со овој сертификат кој што го добиваат сите овие кои што ќе пројават желба или да бидат дел од академијата, на крајот добиваме сертификат со кој што можеме слободно да си отвориме и нешто свое. Токму така. Тоа не е најважно, најважно е знаењето кое што ќе се стекне. Така е, бидејќи за џабе некој... Но не се сомневам, морам да бидам искрена. Да, јас секако давам се од себе и се трудам максимум да, како што имам ученици, ајде да го споменам Даниел Николовски, кој што е денеска многу популарен и познат и успешен во својата професија. А е мој ученик и беше кај мене уште од 14-15 години. Меѓутоа самиот имаше интерес, си пројави желба интерес да научи и си станат, нели, сериозен професионалец во својата професија. Потоа ќе ја спомнам и Ана Најдовска, која што е исто така моја ученичка, а победи на Балканскиот надпревар за шминкер и фризер и потоа доби работно место во Дубај. Повеќе од 10 години успешно си работи во Дубај. Така да поминале навистина многу, сега не можам да ги набројам еден по еден. Кога те најавив, кажав дека веќе во последно време, да, сите сакаат да бидат средени, убави, во такво време живееме, мејкап артисти да бидат, меѓутоа и дека од оваа професија може добро да се живее и да се заработи. Ако сте сериозни, упорни, ако не ве мрзе да станете во 5-6 часот понекогаш за невеста и да одите да отпатувате до Охрид, да се нашминкате невестата, ако континуирано тоа го правите, несомнено следи успех. Но ако еден ден ни се работи и ни се шминка, другиот ден не, така не можеме да постигнеме успех и секогаш клиентот треба да се става на прво место. Значи, не е важен шминкерот во тој случај или кој да е, важен е клиентот, дали е невеста, дали е пејачка за настап, за спотови, за концерти и слично, секогаш треба се стави клиентот. Да, значи кога почнуваме? Официјално? Почнуваме на 18 октомври со првата група, а веќе почнавме да ја создаваме и втората група, која што ќе почне малку подоцна. Како ги формираме групите, пошто најмногу? Групите според датата, значи оние кои што можат да почнат 18 октомври, за викендце часовите, обуките, има интересна дружба, учиме многу интересни и убави работи, од невестинска шминка, од телевизиска шминка, типови на лице, типови на кожа, комбинации за очи, уста,
зрела кожа исто се учи, шминка за млада кожа, буквално од почеток до крај. Па тоа е една навистина голема академија со училиште, убаво кажа, тоа е едно училиште каде што професор е Дадар. Најдобриот да, кога бев мал ми беше желба да бидам професор или полицаец. Јас станав шминкар, ама еве сега ќе бидам и во наводници професор. Сега кога те слушнав полицаец, колку нема врска со ова што сега ти денес го. Па добро, тоа секој дете сака да биде астронаут, доктор, полицаец. Униформа да е, нели? Униформа да е. Ке ги искористиме, мислам дека од режија ми кажа, тука сме некаде кон крајот или? Да. Ке ги искористиме, значи, минутите, ако нешто случајно подзаборавивме, а треба да кажеме што се однесува за академијата, затоа сме и ова утро тука слободно Дадар. Еве вака да малку се потсетиш доколку нешто е многу важно, да ги поканиме сите оние кои што мислат можеби дека еве сега дознаваат за академијава. Дали се уште има простори да дојдат и да бидат дел од неа? Да, секако можете на dadar.com.mk да си пратат, да го отворат вебсајтот, да си пратат прашање или што и да е, и ние секако ќе им одговориме, мојот тим, кој што е навистина во голем број, ми е драго. Тука ќе ја поздравам и иноватива, Сања Николич, која што ја создаде целата маркетинг кампања, и ми е навистина драго што можам да соработувам со толку убави луѓе во секојдневието. Она што е интересно е, не заборавивме ништо, јас мислам дека се кажавме, меѓутоа ќе кажам дека секој треба да го следи својот сон, да биде упорен, да биде... Еве наведовме неколку примери како ти успеале во животот со ова што го споменавме. И никогаш да не се откажуваме од нашиот сон, упорноста и желбата. Она што јас ќе го кажам за крај, има луѓе кои што се себични, не сакаат да својата дарба или талент или сето она што сте го научиле низ годините да го пренесат на другите, но кај тебе тоа не е воопшто така и докажано е со и останатите кои што успеа. И не смее да биде така, секогаш треба да споделиме, како велат англичаните, sharing is caring, така да треба енергијата да се споделува и љубовта се. Затоа нека ти се враќа трудопло, се најубаво во животот и благодарам што беше дел од нашата утринска програма. Благодарам, посебно задоволство ми беше. Најголем поздрав до гледачите и се надевам дека ќе си имате убав ден, како што мене ми го направивте убаво утрото. Драго ми е поради тоа и исто и ти нас ни го разубави утрото, како и на гледачите да дознаат една ваква преубава информација за сите кои што сте заинтересирани.